Вклучување на сите деца во предучилишните и училишните установи, обезбедување на лични документи за секое дете, обезбедување на парична помош за социјално загрозените семејства и обезбедување на чист воздух се дел од препораките на првата детска амбасада во светот Мијаши, упатени до Собранието на Република Македонија. Првата детска амбасада во светот Мијаши денеска го презентираше извештајот за застапеноста на детските права во работата на Собранието на Република Македонија за текот на 2017 година во рамките на проектот Имплементација на Конвенцијата за заштита на правата на детето во Македонија. Овој проект детската амбасада Мијаши го спроведува заедно со Младинскиот образовен форум и коалицијата на младински организации Сега, која е носител на проектот. Самиот проект е поддржан од детската фондација Пестолуци. Председателот на Мијаши Драги Змијанац при презентацијата на извештајот нагласи дека обврска на Собранието во наредниот период треба да биде обезбедување на квалитетно образование и вклученост на децата во предучилишните установи, но и да се води сметка за бројот на ученици во една паралелка, како и на бројот на деца во градинките. Но нешто сметаме дека треба пратениците да посветат повеќе внимание во иднина е правото на квалитетно образование, пред се децата да бидат вклучени во задолжителниот процес на основно и средно образование, без нивна исклученост со злоупотреба на деца, нивниот труд, да посветат внимание во однос на децата кои се без извод од матична книга на родените, децата кои не се невидливи во државата и не можат да остварат ниту едно право, вклучително и правото на образование, и да обрнат внимание за рано вклучување на децата во предучилишните установи, бидејќи предучилишните установи се воспитно-образовни, изгрижувачки и на тој начин ќе се искорени можноста за злоупотреба на децата и нивниот труд. И исто така да обрнат пратениците внимание дека имаме голем број на деца во паралелките и во градинките и во основните и во средните училишта и на тој начин се доведува во прашање квалитетот на образованието во државните градинки и училишта. Змијанац додаде дека е многу важно Министерството за труд и социјална политика да превземе одговорност околу социјалните случаи, наместо јавноста која често пати се мобилизира и ја покажува својата хуманост. Сметаме дека државата не смее да се доведе во прашање на мобилизирање на граѓанството за давање на социјална помош на ранливи категории семејства, пред се деца, преку мобилизирање и нивно објавување во јавноста за да граѓаните се солидаризираат и помагаат. Имало такви многу случаеви, секоја чест медиумите помагаат, но јас мислам дека треба тоа да биде главна задача на Министерството за труд и социјална политика и центрите социјална работа, за да не ги доведуваме во прашање да бидат медиумите во таква улога да го мобилизираат граѓанството, граѓанството е сензитивно, сака да помогне и на тој начин државата да се амнестира од одговорност да им помага во редовна постапка на овие ранливи категории на деца. Не помалку важно, нагласи Змијанац, е и обезбедување на чист воздух во училиштата и градинките, каде престојуваат децата, односно обезбедување на пречистувачи на воздух за секоја училница посебно на територијата на најзагадените градови во Македонија.